хорор приказна за добро утро. Се разбудив целиот вкочаните со ужасна главоболка. Не само што не можев да ја завртам главата, туку мојот поглед завршуваше во дланка која со сигурност беше туѓа. Ама, ја заспав сам, си реков, запрашувајќи се истовремено. Сваќајќи дека не го сподели в креветот со никој друг, скокнав преплашено обидувајќи се да го видам страното човечко суштество кое се мушнало во креветот до мене. Стојки така исправен и ѕверејќи се во празната постела, сватив дека не ја чувствувам левата рака. Изустив некоја сочна пцовка на која не се сеќавам непрецизно, но знам дека ја дополнив со уште подобро во моментот кога ме преплаши познатата ти мелодија на мојот мобилен телефон. Веднаш посегнав да го исклучам алармот, заборавајќи дека раката ми е вкочанета. Едноставното механичко движење кое го правев секое утро, овој пат изгледаше како да мафтам со багет. Знаете, оние долги француски лепчиња. Телефонот го поздрави паркетот на подот од хотелската соба с еднозвучно трас. Пластиките и батеријата се разлетаа на сосема различни страни. Барем не свири повеќе. Се утешив и почнав да ја масирам раката. Мислам дека никогаш не ме болела толку многу. Не помина многу време пред да стане повторно функционална. Остану уште да се погрижам за главоболката. За разлика од многу луѓе кои главоболките ги решаваат со андоли или кофетини, а ако е поголема со апчиња со додавка плюс, јас моите ги решавам со шолја кафе. За моменталната главоболка очекував да ми треба дупла доза. Се разбира, не можев да слезам во ресторанот облечен во пижами и со фризура која викаше «Ајута ме!». Решив најпрво да одговорам на повикот на мојата коса. Ја навлажнав, а потоа со нежни потеси на чешелот се обидов да ја скротам. Не ми одеше баш најлесно. Кој знае колку сум се превртувал претходната ноќ во креветот. Косата ми беше толку заплеткана што убеден сум дека ни четка за овци немаше да ми помогне. Сепак, ова не ми беше прв пат да се соочувам со разуздана коса и одамна си имав развиена соодветна техника. Во ситуација како моменталната, кога косата ми беше толку испреплетена што изгледаше како некој да ми правел мали чворчиња или плетенчиња, кога чешелот не оди повеќе ни напред, ни назад, ја фаќав косата поблиску до коренот и тргав силно со чешелот нанапред. Така, немаше да ме боли толку скубањето. Во ваквите ситуации често завршував и со скината коса. Тоа утро завршив со скршени запченици на чешелот. Не само што не ќе можев да ја досредам косата, туку ми останаа неколку запченици спреплетени. Поѓаволите. Сепак, не очајував веднаш, бидејќи знаев дека се уште имам време до состанокот. Решението беше едноставно. Ќе мора да искористам туш кабината. Се понадевав дека од тоа има можност да ми помини главоболката. Се подготвив и застанав надвор од кабината, наведнувајќи се така што главата ми беше внатре. Го свртив тушот на топло и чекав. Водата едва излегуваше низ бројните мали дупчиња од слушалката на тушот. Лошо беше што и таа малку вода која доаѓаше не беше топла. Да беше некој друг ден и да бев на друго место, најверојатно ќе се свртев и ќе заминев. Но бев во Берлин, а кога се работи за деловност, германците се многу ригорозни. Ја натопив косата со ладна вода. Секоја капка која успеваше да допре до кожата на мојата глава, ја доживував како колвење од врапче по черепот. Машки стиснав заби и успешно ја завршив задачата. Кога патував, немав обичај да понесувам крпа со мене, бидејќи секогаш сместувачките објекти имаат. Така и овој пат посегнав по хотелската крпа, која ја немаше во обичајната бела боја. Почнав да ја тријам косата, силно и брзо, и повеќе изгледаше како да користам шмиргла од колку крпа. Иако на некој наблюдувач би му изгледало како да сум луд нешто на косата и како да сакам да ја малтретирам, моите движења секогаш беа насочени од челото кон телото.
Така присушењето го добива всаканиот пат наназад, притоа преобразувајќи ја бушавоста во совршена фризура. Откако се уверив дека е доволно сува, застанав пред огледалото за да го додадам последниот допир кој гарантира целодневна убавина. Од огледалото ме поздрави новогодишна Елка со азурни лампиончиња. Целата коса ми беше полна со ситни сини топченца кои откажале послушност на крпата и решиле да се вдомат во мојата коса. Се обидов да ги извадам некако. Влечев, тргав и тресев. Попуста. Замижав, обидувајќи се смирам, но темнината пред очите танцуваше во ритамот на пулсот кој ми одекнуваше во ушите. Воздивнав се на големо ах и ги отворив очите. Ми треба кафе и тоа веднаш. За среќа, облеката која подготвив од претходниот дел ме чекаше во совршена состојба. Брзо се облеков и излегов од сопата и тајки кон лифтот. Притиснав на копчето, но решив да не го чекам лифтот. Како што трна се наопаку утрово, па не сакав да заглавам во крцкавиот стар лифт со дрвени врати. Го искусив тоа првиот ден кога дојдов во хотелот. Ми требаа 5 минути за да ја отворам вратата. Овој пат немав толку, а итно ми требаше топлата кафена напивка. 4 ката надолу до ресторанот за доручек не изгледаа толку многу. Секој забрзан чекор по тврдите скали одекнуваше како придушен тап удар по мојата глава. Кога дојдов пред ресторанот покрај ужасната главоболка, имав интензивно зуење, исто како да шетам со коштица пчели покрај мене. Да бев во некој ресторан во мојата земја, најверојатно дел од луѓето кои ги консумираа своите утрински оброци ќе зјапаа во мене. Некои покажувајќи со прст, а други подсмевнувајќи се притаено. Но бев во Берлин и никој не го интересираше што имав специјална декорација на косата, налудничав поглед и забрзано дишење, а најверојатно и непосакувана миризба. Влегов шарајки се очите лево-десно, обидувајќи се низ бројните бои и фасцинантни креации од храна да ја пронадам чудотворната напивка. Истовремено, помеѓу бројните мириси на разните сувоместнати производи, безбројните видови на сирење и сулфурестиот допир на варените јајца, моите ноздри се бореа да ја пронедат добро препознатливата арома. Се насмевнав, идентификувајќи го волшебниот мирис на кафе, кој веќе почна да дејствува смирувачки. Изгледајќи како лик од цртаните филмови со замижани очи и испрчен нос кој го води на цртаната арома кон нешто вкусно, нозете почна да ме водат без да им наредам. Погледнав и го видов апаратот за кафе. Брзо ја зграбчив неголемата шулја која ја здогледав и ја наместив соодветно за кафето да ја погоди целта. Иако сум видел многу апарати, машини и бокали за кафе, овој апарат не ми беше познат. Се испробав среќата и притиснав на пластиката на врвот, кој изгледаше како вистинскиот избор. Ништо. Почнав да гледам наоколу барајќи друго решение. Најдов едно малку напрчено пластиче, кој личејќи како мини рачка, верував дека ќе ја стартува механизацијата во чудесната машина. Пробав да повлечам и не се поместуваше. Фатив подсврсто и повлеков пак и пак. Ништо. Пробав да го турнам и иако се помести, ништо не се случи. Појаволите, ми треба кафе! Не сум сигурен дали го реков тоа наглас или не и не обрнував внимание на околината, целосно насочувајќи го вниманието кон машината. Почнав да кружам како мајмун кој се труди да открие како функционира наједноставната машина, гледајќи да не сум пропуштил нешто и барајќи решение. Пак се обидов со пластичното копче, со рачката, испробувајќи го секое копче кој изгледаше како копче. Не знам што точно притиснав, но звукот кој го испушти машината укажуваше дека го направи вистинскиот избор. Се насмевнав како дете кое го водат во продавница полна со бомбони и чоколада. Машината испушти звук кој звучеше како човек кој се дави кога се обидува да повлече воздух, а наместо тоа добива вода. Се наведнав, ги ококорив очите најмногу што можев и почнав да се ѕверам во шолјата. Една темно кафена капка полека се точкаше од машината на кај шолјата. Капна и
Толку. Почекав уште малку. Толку. Само толку? Каде е моето кафе? Ало! Дај ми кафе! Почнав да ја викам на машината на мајчин јазик, изустувајќи и понекоја пцовка упатена кон нејзината мајка. Очигледно бев многу гласен, бидејќи кога ме допре еден од келнерите ја кренав главата од машината, сите очи беа во мене. Човекот пристапи сосема спокојно, со најпристоен израз на лицето на кој и покрај сите обиди се читаше загриженост. Ми се обрати на англиски со благ тон. Господине, извинете, нема вода. Кафето се потроши и нема повеќе вода за да сготвиме. Не! 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 Се разбуди врескајќи. Погледнав наоколу и се уште бев во креветот од хотелот, алармот само што не задзвона. Се чувствував леплив од пот, а главата ме болеше ужасно. Пред да започнам со подготовките за денот, решив да се истуширам. Ја завртив славината и немаше вода. Хао, пичку матер. Ако ви се допадна расказот, не заборавајте да се претплатите на каналот и да го споделите.